Скандалозна изјава на адвокатот Јанаки Митровски, дадена во интервју за една емисија, каде индиректно ги омаловажува инфлуенсерите и нивната работа, предизвика лавина бурни реакции во македонската јавност и на социјалните мрежи. Во видеото што се прошири преку платформата Instagram, Митровски користи ироничен и саркастичен тон, нарекувајќи ги инфлуенсерите со натртени задници. Дел од инфлуенсерите со изразен револт преку Инстаграм го обвинија Митровски за говор на омраза и недолично однесување, особено затоа што ваквиот тон доаѓа од лице со професија што налага интегритет и почит. За жал, ова е реалноста во Македонија. Адвокат е човеков адвокат. Глупите како што ги нарекуваш пријателе, спасија стотици деца, мизерен си, брука, напиша Лазаров. Своја реакција имаше и познатата инфлуенсерка Мија Костова, која со остар став напиша: "Друже, како адвокат со подкаст и константно присуство на социјалните мрежи, има ли шанса да си што се рента за лајкчиња или адвокатската титула те амнестира од епитетиве? Што ги нареди? Супер соодветно со речник на еден високо образован инфлуенсер во овид. Ние инфлуенсерите сме расположени да те поддржиме со понекој шер, под услов да се издепилираш. Размисли." На ова се надоврза и Тара Симов. Нервозна латентна балерина, преубав речник за еден адвокат, нема што, а тоа што те боли дека работиш за 40.000 денари, па смени професија, гледаш дека не те бива. Јас скроз можам да те замислам како балерина по гестикулациите. Искрен совет и сите ние инфлуенсерите ќе дојдеме да те поддржиме, напиша Тара Симов на својот Инстаграм профил. Иако Митровски се уште нема дадена официјална реакција по бурниот интернет напад, видеото од неговото интервју и натаму предизвикува поделени мислења. Овој случај повторно отвори дебатата за границите на слободата на говор, професионалната етика и влијанието на јавните личности врз младите генерации. Дали адвокатите треба да внимаваат како се изразуваат на јавната сцена, или пак инфлуенсерството е навистина тема за подсмев? Одговорот останува во рацете на јавноста. Атрактивната пејачка Кристина Димитри повторно ја крена прашината на социјалните мрежи со нова сторија на Инстаграм, која очигледно содржи провокативна порака упатена до нејзиниот нов дечко. На видеото кое таа го сподели од песната на познатиот Аца Лукас стои надписот "Едини начин да ја раскинемо". Во првата сцена се појавува маж со сериозен израз на лицето, а во втората жена која држи пиштол со истата реченица. Пејачката оваа видео го означи со Љубомир Микшич, што дополнително ја распали јавноста и отвори прашања околу нејзиниот љубовен живот. Имено Кристина во последно време често го тагнува новиот дечко во своите приказни, но тагот секогаш е скриен. Очигледно сака да покаже дека е во врска, но вешто го крие неговиот идентитет од јавноста. Овој тип на објави, каде преку песна и видео пораки се испраќаат индиректни љубовни или заканувачки пораки, веќе стана секојдневие кај јавните личности. Но кога тоа го прави некоја како Кристина Димитри, која веќе одамна не е непознато лице во естрадата, секогаш предизвикува интерес и лавина од реакции. Дали станува збор за хумор, сарказам или на вистина мала љубовна драма, останува да видиме. Едно е сигурно, Кристина знае како да го задржи вниманието. Македонските музички звезди Ивона Јо и Тамара Волческа повторно ја воодушевија јавноста, овој пат не само со своите гласовни способности, туку и со безпрекорен стил инспириран од далечниот исток. Двете пејачки се појавија облечени и нашминкани во духот на јапонската култура и традиција, оставајќи силен визуелен впечаток. Повод за оваа впечатливо стајлинг издание беше културно-модниот настан што го организираше средното училиште Таки Даскало од Битола, кое секоја година ги поканува училиштата со текстилен смер да учествуваат со своите креации на зададена тема. Се работи за настан што го организира средното училиште Таки Даскало од Битола и ги поканува сите училишта кои имаат смер за текстилно да учествуваат и да создаваат модели според зададени теми. Годинава темата беше Ориен, а јас и Тамара бевме представнички од средното општинско училиште Перо Наков од Куманово, изјави Ивона Јо за Хајп Македонија.
Со својот изглед кој совршено ги комбинираше ориенталната естетика со модниот израз. Ивона и Тамара уште еднаш потврдија дека знаат како да пленат и на сцена и надвор од неа. Криминогениот менаџер Велибор Поповиќ Поп сериозно почна да ја губи својата репутација по обидот за убиство на сопственикот и директор на Хајп продукција Саша Мирковиќ, што се случи на 10 мај во Загреб. Имено, веднаш откако веста одекна во медиумите и на социјалните мрежи, многу пејачи со кои Поповиќ соработувал со години, почнаа јавно да се дистанцираат од него. На Инстаграм, ТикТок и други мрежи е забележан бран на бришење заеднички фотографии со овој криминалец, поради како што изгледа негативниот публицитет што им го носи на пејачите. При тоа тој се уште е во бегство и по него е распишана потерница. Во прилог на тоа дека народот е огорчен по обидот за убиство од страна на известниот Поповиќ, говори и тоа што неговите пејачи доживуваат инциденти на настапите, како и се со послаба посетеност. Така пејачката Тејата Ировиќ, чиј што менаџер е токму Велибор Поповиќ Поп, за време на настапот на плоштадот во Нови Пазар, беше гаѓана со јајца. Истиот тој Велибор под зверскиот напад на Саша Мирковиќ даде изјава дека оди на концертот на Теја во Загреб. Имено, за време на настапот во Нови Пазар, непознато лице ја погодило Теја со јајце, пошто веднаш реагирале нејзиниот сопруг и обезбедувањето. Се шпекулира дека граѓаните се бесни и огорчени поради неправдата, бидејќи криминалецот се уште е на слобода по обидот за убиство на Саша Мирковиќ. Кој е вистинскиот мотив останува да се дознае. Да потсетиме, ги повикуваме сите граѓани и надлежни органи да помогнат во пронаоѓањето на Велибор Поповиќ Поп. Тој е во бегство по конфликтот со Саша Мирковиќ, при што Мирковиќ се здоби со тешки телесни повреди. Тој инцидентот дојде во сабота на 10 мај, пошто Велибор Поповиќ го напушти местото на настанот и од тогаш му се губи секаква трага. Доколку сте го виделе Велибор Поповиќ Поп или имате каква била информација за неговото движење или моменталната локација, ве молиме веднаш контактирајте ја најблиската полициска станица. Вашата помош може да биде клучна. Еден од членовите на музичката група ДНК, Владимир Блажев Панчо, се најде под лупата на истрагата поврзана со употребата на пиротехника, но против него засега нема да се превземат правни дејствија. Причината според државниот јавен обвинител Љупчо Коцевски е сериозната здравствена состојба на осомничениот. Во гостување на TV24, Коцевски појасни дека има лица кои по консултација со лекарите се оценети како неспособни да дадат исказ или да се соочат со правната постапка. Некои од осомничените се на вистина во тешка здравствена состојба и по препорака на медицински лица моментално не е можно да се спроведува постапка против нив, изјави тој. Новинарот од TV24 директно го праша дали меѓу нив е и осомничениот од бендот ДНК, на што обвинителот накусо одговори: "Такви информации не можам да ги откријам, но има и такви случаи." На дополнителното прашање дали лицето од бендот директно било инволвирано во пиротехничкиот инцидент, Коцевски одговори потврдно: "Така." Во претходна изјава Коцевски најави дека истрагата веќе е завршена. Очекувањата се дека по нејзиното финализирање ќе има јасна слика за тоа кој сноси одговорност и какви последици ќе следуваат.